Добро вечер во првото јунско издание на Топ тема на ваша страна. Повеќе од 2 месеци по најавите дека конечно е најдено решение за над 1600 вработени по рамковен договор, кои со години седеа дома а земаа плата, нема прецизни информации каде и во кои институции тие се вработија. Фактот што и во април Министерството за финансии на сметка на Секретаријатот за рамковен договор префрлил плата за 1700 лица, беше алармот вечерва да побараме одговор. Каде всушност работат оние 90% или околу 900 лица, на кои според последните официјални информации од владата им се дадени решенија и се распределени во јавниот сектор. Но транспарентноста на владата околу ова прашање вечерва затаи, па ниту во Министерството за информатичко општество и администрација, ниту во секретаријатот не можеа да најдат представник кој вечерва ќе одговори на оваа прашање. Но тука е нашето истражување и моите гости. Драган Гоцевски, универзитетски професор, добро вечер и добре дојдовте. И Газмен Тајдини, политички аналитичар. Добро вечер и за вас. И за почеток, како вовед во вечерашнава панел дискусија, анализата и истражувањето на Огнен Чанчаревиќ. Каде се вработени оние 980 кои што се согласиле да работат и што е со оние кои што допрва владата ќе ги моли за тоа. Владата помпезно најави решение на проблемот со службениците во секретаријатот за спроведување на рамковниот договор, кои со години не одат на работа, а примаат плата. 958 од нив ќе бидат распоредени во други државни институции, согласно нивните способности и образование. Се надевам дека службениците позитивно ќе одговорат на ова наше барање за систематизација. Доколку не прифатат, ќе бидат префрлени на трансфер листата на Министерството за информатичко општество. Формиравме работни групи кои ќе воспостават контакти со овие државни службеници за нивната распределба по работни места. Не можеме со сигурност да кажеме дека процесот ќе трае 1, 2, 3 или 4 недели. Имаме временска рамка од 1 до 2 месеци, но не е дефинитивна. По повеќе од 2 месеци никој не знае што се случи со оваа група од 958 службеници и дали тие одат на работа или се уште седат дома. Владата излезе со општа информација дека само 10% од нив не прифатиле и тие се ставени на трансфер листа. Потенцирав дека од 958 кои беа предвидени во планот на првата фаза за распределување на конкретни институции, околу 90% од нив веќе потпишале согласност. Тоа значи дека тие почна постапката за нивно систематизирање во конкретна институција. За тие што ме потпиша и вице-премиерот Лика и министерот за информатичко општество истакна дека тие ќе бидат предвидени во трансфер листата, значи ќе се систематизираат во тие институции каде што во иднина ќе имат потреба на таков кадар. Од тогаш нема никаква нова информација или најава, ниту пак некоја државна институција соопшти дека прераспоредените службеници од секретаријатот почнале да доаѓаат на работа. Нема информација ни за точната бројка на службеници кои се наоѓаат на трансфер листата. Топ тема на ваша страна ја праша владата за тоа како тече процесот на прераспределба и кога е крајниот рок прераспоредените службеници да почнат да одат на работа. Првата фаза беше потпишување на согласностите, после потпишување на согласностите каде што неколку пати сме изјаснили дека над 90% од тие државни службеници веќе потпишале согласност за распределба. После потпишување на согласностите почнува втората фаза, значи спогодбата меѓу двете институции. После завршување на таа фаза, потпишување од страна на државниот службеник и распределба на конкретното работно место. Временски колку би траела, да речеме, вторава фаза, кога може да се очекува дека луѓето што се веќе распоредени ќе се појават на новите работни места во другите државни институции, во секретаријатот? Постапката за спроведување на ова владина одлука тече според предвиденото. Очекуваме дека многу брзо и првите вработени што се во секретаријатот за спроведување на рамковниот договор административни службеници да бидат распределени на конкретни институции. Сепак прецизен рок кога треба да заврши процесот нема. Немаме напишан краен рок во липче, но целта ни е што побрзо да можеме да ги систематизираме сите, да се вклучат во институциите и со нивната способност, со образование, со искуство, ако порано го имале, да придонесат за функционирање на таа конкретна институција. Топ тема на ваша страна преку Законот за
слободен пристап до информации од јавен карактер, ја побара бројката на вработени службеници во секретаријатот во изминатите 10 години. Во одговорот стои дека по програмата К5 за соодветна и правична застапеност во секретаријатот се вработени вкупно 3506 лица. Половина од нив се веќе во други државни институции, а 1717 заклучно со крајот на април се уште се водат како вработени, односно активни во секретаријатот. Од Министерството за финансии добивме одговор дека за месец април била префрлена плата за 1749 службеници во секретаријатот. Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор според органограмот изгледа како сериозна државна институција со прецизна хиерархија. Секретаријатот се наоѓа на две локации. Кабинетот на вице-премиерот задолжен за спроведување на рамковниот договор е во зградата на владата, додека неколку канцеларии се лоцирани во Министерството за земјоделство. На овие две локации нема просторни можности да се појават на работа сите 1717 службеници во секретаријатот. Го следевме патот на еден од службениците, советникот Валјон Белјули, вработен на 1 јули 2009 година, кој се уште се води како вработен во секретаријатот, односно не е прерасподелен. Го побаравме во кабинетот на вице-премиерот, од каде не упатија да го побараме во канцелариите во Министерството за земјоделство. Во средата, четвртокот, петокот и денеска, тој не беше на работното место. Неговите колеги љубезно не упатија да го побараме на неговиот мобилен телефон или домашна адреса. Ало, добар ден. На телефон Огнен Чанчаревиќ. Ќе ве молам советникот Валјон Белјули? Немаме таков советник. Не, како немате таков? Во што иде кај нас на работа редовно нема. На трансакцијската сметка на овој службеник оваа недела ќе му биде исплатена платата од 25.216 денари, пари исплатени од државата, а собрани од даночните обврзници. Законот е прекршен бидејќи службеникот 3 дена поред не се појавил на работното место. Тој треба да биде отпуштен, а одговорност треба да побара неговиот надреден, вице-премиерот Хазбилика, нешто што не се случило досега. Токму поради ова се доведува во прашање функционалноста, но и правичноста на воспоставениот систем во државниот апарат. Според официјалните податоци кои ги добивме од секретаријатот, овие 1717 службеници месечно ја чинат државата 523.000 евра или околу 6,3 милиони евра годишно. Изградбата на едно од најмодерните основни училишта во Скопје, училиштето во Капиштец, кој има капацитет од 500 ученици, чини нешто повеќе од 5 милиони евра. Ете, тоа беше анализата и истражувањето на Огнен Чанчаревиќ или обидот да дознаеме каде се овие 958 лица од оние 1600 кои што се согласиле, како што велат официјалните владини представници, конечно да се фатат за работа. Господин Гоцевски би почнал со вас. Серија законски измени имаше предходно, се поминаа во собранието за да се овозможи дел од овие вработени, кои што се условно во администрацијата, сега да преминат пошироко во тој јавен сектор. Меѓутоа гледаме дека постапката оди тешко. Кон овој проблем може да се пристапи за да останеме конструктивни во разговорот, нели, да не се повторуваме, бидејќи ова е нешто за што и во стручната фела и пошироката јавност и по медиумите се зборува за ова последниве 4-5 години, така да не е нешто ново. Сега, за да не се повторуваме, за да биде конструктивно, би ја насочил дискусијата во две насоки. Од една страна да се гледа кон ова чисто како политичко прашање, од друга страна да се гледа како кадровски проблем, како кадровски предизвик. Примањето на волку лица преку секретаријатот за спроведување на Охридскиот рамковен договор е чисто политичко прашање. Нема кадровска потреба за да се прима толку луѓе и немало. Бидејќи нема индиции кои што би укажале дека првен се создадени работните места, односно има зголемена работа, поради која би се распишувале јавни огласи и би се примале луѓе на конкретни работни места. Не примени се, ќе се изразам во случајов понародно, паушално се примени. Целта за тоа може да биде параванот, наречен Охридски рамковен договор, да се обезбедат квотите за правична застапеност. Зад параванот верувам дека се должи интерполитички диалог помеѓу тогашните коалициони партнери, да одредени други меѓусебни односи успеваат да ги амортизираат преку примање на нови луѓе.
за кои што условно речено и не постојат работни места. Јас има одредени индиции статистички, меѓутоа не се проверени квалитативно, дека и другиот коалиционен партнер го правил истото, односно имал одредена инфлација на вработување во другите заедници, меѓутоа се примани на обезбедени систематизации, на обезбедени работни места. Одека на оваа конкретна етничка заедница решението било во ред, прими ги, сите ќе премолчиме. Стручната јавност тогаш реагираше и имаше рефлексии, меѓутоа политички тоа помина. Сега да се обидуваме да го легализираме, да расправаме колку е тоа законито, не е. Никогаш не било. И се уште не може да разговараме за некакви законски решенија за нешто кое што настана и се уште е политички проблем. И во моментов е прашање кое што се решава поради политички диалог помеѓу два во моментов нови коалициони партнери. И они амортизираат одредени внатрешни односи, одредени ветувања дадени за време на политичка програма, што да се случува со нив. Кој е кадровскиот предизвик? Само уште малку време ќе одземам, се извинувам однапред на соговорникот. Кадровскиот предизвик е што да правите со 1700 на времето 2600, сега веќе 1700 лица за кои што објективно не постои волумен на работа, кои што би оправдал да тие постојат. Може да направите уште една хиперинфлација, да им измислите систематизации и да ги пружате таму, во смисла на продуктивност не би зголемеле продуктивност, затоа што ќе доаѓаат у канцеларија и нема да работат нешто. Треба да се појави работата, па да ги распоредите некаде. Сега јас не велам оставете ги ништо да не работат, секако дека ако опцијата е оставете ги да седат дома и друга варијанта е дајте им што и да е да работат за да бидат продуктивни на каков и да е начин, би се насочил како одлучувач дајте им што и да е да работат за на некаков начин да се оправдаат. Тука има сега неколку елементи и многу произлегуваат и од начинот на кој што се води сега овој обид да им се најдат работни места, но прво и ставот на господинот Едини. Политичко прашање кое што сега се има конечно обид, бидејќи досега имаше само најави кои што се повторуваа од година во година, кој што сега има обид и кадровски или административно да се покри. Можно ли е тоа? Не знам дали е можно сега, веројатно тие што не дојдоа требаше да ти кажа дали е тоа можно или не. Па веројатно затоа и ги нема. Што не би сакал да заклучам дека не е можно. Но без разлика на тоа, ја би ја започнал оваа дискусија на малце по друг начин. Значи, прво што сакам да направам овде е да не се согласам со наративот кој се креира околу овие 1700 млади луѓе. Наратив кој донесува до заклучок, јас се обидов баш да фатам неколку зборови до сега, се согласиле да работат, да се замолат. Заменик премиерот вика се надевам дека ќе се согласат. Тоа се ги забележав и јас и токму за тоа ќе сакам подоцна да разговарам. Но генерално и во вашиот прилог и сега да се употребуваат тие зборови и мислам дека е тоа еден лош наратив кој ствара еден дискурс кој не е баш многу добар и ствара една етикета за овие 1700 условно млади луѓе дека уствари се луѓе кои не сакаат да работат. 80% од тие луѓе, ова така ми е бројка од ракав да ви рекол, мислам дека и поголема бројка се луѓе со високо образование кои завршиле факултет, се потрудиле, направиле нешто во животот и очекувале да го искористат нивното уставно право да направат слободен избор за вработување, односно слободата на работа. Конкурирале на еден конкурс, добиле. Не би навлегувал тоа како, зошто, тоа е веројатно друга тема. Серија конкурси се со години назад. Но збориме за 1700 млади луѓе кои 10 години седат дома, ја гарантирам дека тие млади луѓе, можда не сите, но 90% од тие не завршиле факултет да седат дома да земат по 20.000 денари. Тие се луѓе кои сакаат да просперираат во својот живот, тие реално на некој начин државата им оневозможи да се унапредуваат во нивниот живот, во нивната работа. Те молам, тие доаѓаат у ситуација да 10 години ни еден од нив законски, можда професорот ќе ме поправи, ама ја колку знам немали ни можност за унапредување во нивната хиерархија, условно во хиерархијата на администрацијата. Затоа ви велам, ја би сакал да се трне или да се смени овој наратив, односно да се разбие тој стереотип дека се работи за млади луѓе кои уживаат со тоа што седат дома. Да го избанализирам до крај. Она што се согласувам со професорот е да, се работи за политичка,
конотација се работи за политичка основа, но основа која е и правна. А тоа е Охридскиот договор, тоа е Уставот на Република Македонија и правичната застапеност како уставна веќе категорија во Република Македонија. И реално статистичките показатели покажуваат на некој начин дека дури и со овие 1700 луѓе кои точно не знам колку е тоа законски што седат дома или не седат дома, на некој начин се доближуваме на некоја квота која е реална. Имам некои податоци овде, но не би одзимал време на почетокот да збориме која ситуација најдовме ние со независна Република Македонија, па и од 2001 навака реално. И реално ја секогаш кога зборам за оваа правична застапеност, велам дека решаваме една хипотека, еден кредит, една не условно, него директно кажано намерна неправда направена 50 години која ни се остави во наследство и ние треба да ја решиме. Да, но се создава повторно една нова апсурдна ситуација. Еве да почнеме поред, значи прашања и за двајцата. Значи станува збор за 1600 вработени. Добро. Тука се некаде, бидејќи секретаријатот има некои 69 свој, меѓутоа, еве, ни државата не знае кој. Она што е специфично во сите досегашни изјави се и тоа што вие го забележавте, а јас прецизно го забележав. Прво, тие се вработувани на конкурси. До сега немало никаков обид, сега она што владава се обидува да го направи е, рекоа двајца министри и еден портпарол, да ги исконтактираат, што упатува дека не знаеле никаде се. Може некој да тера бизнис плюс да зема плата. Тоа е сепак констатација. Нивна изјава, дека прво морале да ги исконтактираат. Предпоставка дека не знаат никај се. Вице-премиерот вели, изјава дадена на 28 март, се надеваме дека позитивно ќе одговорат на понудата. Лоша нарацијата. И сега вели, ако треба да потпишат согласност дека се согласуваат за распределба, а се веќе вработени, и ако не одат на една трансфер листа, ќе слушнеме подоцна изјава од министерот за информатичко општество и администрација, што значи таа трансфер листа или листа молба на чекање. Извини, Боби, но самиот факт што прв кога слушам дека 90% од тие 1700 прифатиле без разлика дека немале, најверојатно, не сум сигурен, но немале прилика да интервенираат, односно да се согласат или не согласат или да разговараат за нивните способности во смисла на определување во која институција ќе работат. 90% од нив прифатиле веднаш од прва што се вика да се трансферираат, покажува дека има желба кај нив за работа. Зошто го велам ова до сега? Не сегам да влезам во нешто друго, него чисто велам дека некако не смееме да влеземе во некој дискурс во кој ние ќе ги обвинуваме младите луѓе високо образовани дека уствари зимале плата од оваа држава, не сакале да работат. Не, никого не обвинуваме, се обидуваме да го разјасниме концептот и вокабуларот кој што и натаму се употребува, а тоа е дали позитивно ќе одговорат или не. Професоре? Се обидуваме да најдеме правен механизам да се реши нешто за што искрено верувам дека не е спроведено правно. Имаме политички продукт на кој што се обидуваме сега да го амортизираме, да го рационализираме преку правни механизми. И се разбира дека нешто ќе биде контроверзно тука. Во однос на мотивациите за сите 1600 или 700 лица, како научник не можам да си дозволам без да се интервјуираат или прашаат или барем анкетираат. Не можам да разговарам кои им се мотивациите, така можам само да спекулирам зошто некој би се јавил на јавен оглас за вработување без притоа на јавниот оглас да стои на кое работно место се јавува. Тоа беа јавни огласи кои што согласно со тогашниот закон за државни службеници, подоцна закон за административни службеници не беа потполни. Така да правно не би навлегувал во правно толкување на целиот процес, затоа што не е спроведен правно до крај. За да бидеме и љубезни кон нив и да се обидуваме да бидеме конструктивни, дека сепак сакаме да си најдат место на некакво вработување, ќе прифатиме дека е политички проблемот и ќе прифатиме и одреден... Тоа се сложи, извини што те прекинам, но и ова што само да заокружам мисла, простите ме, молам. Да. Значи, процесот ќе се заокружи за да дојдеме до крај, односно да бидат распоредени на конкретни работни места со нови компромиси. Поинаку не може.
амортизационен капацитет за примање на нови луѓе, без при тоа да расте бројот на вработени на ниво на јавен сектор е 725 до 1300 вработени годишно. Тоа е прилика одливот кој што генерацијски луѓе заменуваат во пензија. Така се движат, ако го следите последниот извештај од вработени во јавен сектор, генерацијските графи одат дека годишно од 725 до 1300 лица ќе заменуваат во пензија, па на ниво на јавен сектор може на нивно место да се распоредуваат нови луѓе и бројката на вработени да остане иста. Така да овие 1700 луѓе низ период на 2,5 или 3 години, условно речем да се прифати дека би се распоредувале низ сите 1291 јавна институција, би можеле по-благо да се распоредат и дури ќе добиеме намалување на вкупниот број на вработени во јавен сектор. Во спротивно сега се обидуваме повторно ќе речем да се распоредат таму каде што владата како централен актер може да има поголемо влијание врз кадрските политики, односно министрите и другите членови на централна државната администрација, кои што се именувани избрале своите позиции, би можеле да се согласат, да речете, еве, ние нашиот кадровски потенцијал ќе го програмираме на начин да нема да распишуваме нови јавни огласи, туку ќе ги превземаме лицата од секретаријатот за рамковен договор, кои што не се. Ајде само за гледачите разликата меѓу администрацијата и јавниот сектор, бидејќи еве ги податоците кои што досега се објавени се специфични, многу малку, на пример, дека во МВР ќе отидат 39 лица, 50 во Царина, клиничка болница Тетово 28, во Генерален секретаријат на влада, во Елем 5 мина. Тоа не е јавен сектор. Јавен сектор ги опфаќа 1291 јавна институција. Тука се државната администрација, односно министерства, органи во состав, самостојни органи на државата, самостојни органи на државната управа, регулаторни тела. Тука е одвоено државната администрација, администрацијата на локалната самоуправа, толку од администрацијата, односно лицата за кои што согласно со законот за административни службеници како државни, јавни или друг вид службеници се заснова работниот однос. Други институции во јавниот сектор кои што ги третираме како јавна администрација се јавните установи од областа на социјала, труд, детска заштита, наука, образование, здравство. Тука се јавните комунални предпријатија, национални и локални. Надвор од она што го нарекуваме администрација како дел од јавен сектор се и институциите што ги сметаме како правосудство. Тука само една мала дегресија во вашето последно истражување влеговте условно во конфликт со Министерството за информатичко општество, бидејќи вие избројавте повеќе институции отколку што изброја тие како министерство. Броени се и акционерски друштва во кои што владата е акционер, броени се акционерски друштва во кои владата има акции и броени се друштва со ограничена одговорност од државна сопственост. Тие не се јавен сектор. Односно, најчесто испоредбените искуства укажува дека иако владата е акционер, тие се друштва, основани согласно законот за трговски друштва. Затоа имаме повеќе институции во премиерокот. Тоа не доведува во конфликт со податоците од Министерството за информатичко општество и администрација, напротив, и тоа го укажуваме во извештајот, укажуваме дека имаме пообемен примерок и внатре го структурираме различно. Така да распоредувањето на оваа лица и сиријата на законски измени кои што се направени таргетирано кон оваа специфична целна група е за да може да се направи хоризонтална мобилност на лица со статус на државен службеник, да заснуваат работен однос како јавни службеници или друг вид службеници низ сите овие 1334 потенцијални институции каде што владата може да се јави, повторно ќе речем пежоративно, како работодавец. Ајдини? Добро, дополнете ме или поправете ме, сега со измените реално се возможува и префрлањето во јавниот сектор на овие државни службеници што не административци што не можеше порано да се направи. Да, се сложувам сето со ова што е кажано, има еден момент, да, политичка конотација има политички аспект, но има и правен. Ве молам, не можеме да кажеме за Охридскиот договор, односно амандманите на Уставот на Република Македонија, дека не се основа за ова. Процедурата можда има фалинки, но сепак, ја можда по политички го гледам сето ова и кога сум правник, велам дека тежината иде накај Уставот и амандманите, односно амандманите на Уставот што се составен дел на Уставот и правичната застапаност на некој начин требаше и треба се уште да се реши. Со тоа што ова го велам, можеби е најден лош механизам, можда е добар механизам, тоа времето ќе покаже, но да, можда до сега имавме некои ситуации кои беа на граница на правото, но сепак со ова распределување, ако се направи добро,
што ја искрено ви кажам не сум многу сигурен во моментот дека ќе се направи, мислам дека тие млади луѓе може да го дадат својот придонес и сето тоа да почне да функционира како што треба. Решението можда е несречно на некој начин да вака бидат примени сите тие, но сепак морам да кажам нешто, може би историски е сето ова. Но да не заборавиме до започнувањето на ваквиот начин на примање. И точно е тоа дека има и статистички податоци кои велат дека и од другите етнички групи, па особено од македонците, имаше многу поголем број примени во тој период од 2006 условно па навака, во споредбено со другите заедници, особено албанците, па така да никогаш не дојдовме да некое поголемо помастување, па дури и со овие 1700 што сега се дома многу повише се примени, не дојде до условно решавање, не условно него решавање на принципот на правична застапеност. Затоа што и од другата страна цело време се прима нови вработени во државната администрација. Но зошто ви велам и од почеток ви реков, наследуваме еден проблем, една реформа која треба да се направи за да се реши овој проблем кој е многу тешка за правење. Дали ќе се направат пропусти во тој пат? Не знам и веројатно се направени, но ја сепак гледам мал простор да ова се реши дури и како целта беше на крајот тие вработувања да донесат поинаков квалитет на услугите во јавната администрација за сите, но подеднакво и за албанците. Ние очигледно тоа го немаме. Еве ги податоците на народниот правобранител, сурови бројки. Значи, од тоа што народниот правобранител пресметал заклучно со 2017 година, 19,1% е на ниво на држава правичната застапеност. Имаме институции со повеќе од 20, има со повеќе, некаде се и со 50 години. Меѓутоа, во континуитет од 2006 година, кога се почнува со оваа практика, нема извештај во кој што не се вели. Иако ова се групира во групата на човекови права, нема извештај во кој што не се вели дека принципот на правична застапеност се злоупотребува исклучиво за политички цели од сите страни и при тоа ја губи својата функција и смисла. Тука веќе зборите за начинот како процедурата течела. Јас зборам за принципот. Дали тие требале да бидат вработени, дали треба да се постигне правичната застапеност. Методот како би можели да отвориме дискусија дали тоа требало така да се направи или не. Но сепак ја ве потсетувам на конкурсот 300 вработување, за овие вработувања се јавува по 8.000 луѓе. Значи, голема беше заинтересираноста на младите албанци да се вработат на ваков начин во државната администрација. Односно дека ја гледале нивната перспектива во таа работа. Ја само да ве потсетам дека пред и по независност на Република Македонија ова е факт. Не беше повисока 5 до 6% застапеноста во државната администрација. Затоа што, например, во Министерството за внатрешни работи и во Министерството за одбрана, во униформираниот дел и во делот на овластени државни службеници, читам, не била поголема застапеност од 2 до 2,5%. Денес албанците, имате податоци, покажуваат. Значи, на некој начин ова го исполнило делот што се вели правична застапеност, односно целта која ние идеме. Еве, МВР 2017 18,8. Значи разговараме, пазете, зборам 2001 2,5. Вработени во органот, значи се мисли на вработени, на раководни позиции 19,4 и избрани или именувани лица 25%. Со ова избрани и именувани најдобро им оди. Ако влеземе во подетални информации, ќе видиме дека во раководни функции е 3%, доле е 33, но не би сакал да отварам таа тема. Мене ми е целта тезата е дека реално правно можеби тоа не е спроведено на најсреќен или најправ начин, но реално мислам дека целта била да се постигне тоа што било договорено со Охридскиот договор, што е преточено во уставот и што уставна категорија тоа е правичната застапеност. Да, сега е голема обврска кон државните институции, особено СИОФ и МИО.
да ова го направат на најдобар начин за да се постигне тоа што го велите. А тоа е подобар сервис на државната администрација. Тоа може да го направат само ако направат добра распределба на луѓево, а не ветеринари да работат у Завод за статистика, банализирам, не знам дали има таков пример, или медицински сестри во Министерство за транспорт, него точно да се определат кој каде да иде и да се даде испомош на тие луѓе за да што побрзо после 10 години реално без нивна кривица седење дома побрзо се уклопат во новите средини и да почнат да го дават својот придонес кон сервисот кон граѓаните. Професоре, потребен ли е малку посистематски пристап од страна на двете институции, бидејќи сега ова што досега го слушнавме упатува на тоа дека прво треба вработените да се изјаснат, па потоа треба институцијата да се изјасне, што повторно создава дилеми во целиот тој механизам на реализација. Значи, дали е системски или систематски се одвоени работи, системско решение мора да постои, тоа се прави, очигледно имаме законски измени, органи, односно институции на државната власт се вклучени, владата на највисоко ниво, систематско решавање, подразбира дека има акцијски план кој што со некаков динамика на предвидливост ќе се реализира. Сега за сега очигледно е само дека темпото на реализација беше преоптимистички поставено. Останатите параметри треба сепак малце време да помине, па да можеме да ги измериме, за да емпириски може да се квалификуваат како успешни, неуспешни, исправни, погрешни или така натаму. Во однос на прашањето кое го поставивте за согласност на вработените, во редовна ситуација, преку внатрешна или хоризонтална мобилност може да се распореди вработен од едно работно место во иста служба на друго работно место со негова согласност или да се превземе од една служба во друга служба со согласност на вработениот. Она што се поставува и повторно ќе речем, многу е тешко преку право да се обидувате да рационализирате нешто што не е започнато и не е оформено како што треба во целосната правна процедура како што е замислено. Тоа се лица кои што не се распоредени на работни места. Имаат работодавец, но немаат оформено работно место, од кое што се прераспоредува. Така да согласноста на вработен кој што е примен на работа во секретаријат на влада, меѓутоа нема дизајнирано, нема структурирано, нема опис на работни задачи. Па за да може да речете јас го превземам него на друго место, па барам согласност од предпоставен. Така да тој дел е прилично спорен, контроверзен, но ајде веќе нема да навлегувам во него, затоа што ако влеземе во правна дискусија, диалогов нема да биде конструктивен. Не, нема воопшто да биде конструктивен. Дозволете само да закружим една мисла, така да прифаќам дека ќе има и друга серија на компромиси кои што нема да бидат правни, меѓутоа ова треба да добие некаква конструктивна завршница. Во однос на правичната застапеност, како начело во Република Македонија, во моментов како што е со сите уставни амандмани, обезбедува легитимитет на институциите. Односно, и тоа е целта да обезбеди да сите граѓани соодветно на според попис на својот удел во демографијата ги чувствуваат институциите како своји. И тоа е добро. Никој тоа не го спори, односно се надевам дека барем не го спорат јавно. Единствено нешто и тука се согласуваме начинот како е реализирано, односно начинот како е обезбедено да тие бидат примани, ако навлеземе барем во достапната внатрешна структура, укажува дека не се примани најспособните со приоритет на немнозинските заедници. Тука се таргетирани тамо каде што во дадениот момент одлучувачот, односно министерот или директорот, е припадник на таа немнозинска заедница, даване поширок простор за вработување токму на лица од таа припадност. Затоа и добиваме асиметрија голема во начинот како се распоредени. Пред малку вие напоменавте, има институции каде што се повеќе од половина од вработените припадници на една конкретна заедница, за разлика од други каде што речиси да ги нема. Тоа укажува дека не е систематски правено нешто. Туку се во време и простор каде што имаме одреден степен поголем на влијание, се вработувани со поголем степен на приоритет, припадници на таа заедница. Да погледнеме изјавата не е систематски направено и тоа е најголемата грешка и тука е техничката грешка, тука е грешката во чекори која треба да се поправи сега. Колку тоа ќе успее да се поправи, не зависи ни од ова студија, ни од нас двајца, зависи од институции кои мора тоа да го поправат. Не велам дека е некоја голема грешка во процедура. Но, ве молам, има една ситуација. Реално зошто е направено вака? Ако влезевме
не знам сега се поставам во ситуација, ги знам работите од порано, па затоа го зборамо. И се поставам во ситуација. Добро, се согласивте дека е политичко прашање, но и кога се решавало политичкото прашање, можело претходно да се направи анализа каде е реално потребен тој кадар за да може реално да биде ставен во функција. Застапеноста би се постигнала малку подоцна, со некаква временска динамика 2020-2025. Значи, застапеноста би се постигнала многу подоцна. Само има еден проблем. Ако се оди по полека. Што Охридскиот договор вели дека застапеноста ќе се заврши 2004. И тука е проблемот. А ние збориме за 2025 ако тоа го решававме како што треба. By the books. И тука е проблемот. Затоа викам пренаглува во политичкиот. Оправдувањето не ваше, него од 10 години дека нема столче по институциите ја доведе оваа ситуација. Свеѓате? Значи, добро ние ќе отвориме, но прво треба да направиме систематизација која не се правеше и треба да ослободиме не само технички, кажете ги, можности да влезат овие и други луѓе, него треба и да размислиме како тие систематски ќе функционираат. Значи, се одложуваше. Мислам дека сето ова беше дури нус појава на тој став дека уствари тоа ќе го решиме, но кога ќе дојде време и кога ќе имаме можности да го решиме. А од другата страна имате, реално пак ви зборам сега како политички аналитичар, имавте огромен притисок и денес ваш имате големи критики за незатварање на Охридскиот договор 2004. Дури да го прогласуваат за пропаднат, мртов и не знам зошто и не знам што, само заради тоа што не е постигнато ова 2004. Реално, може да сте управо, не сум експерт за но веројатно, 2025 е дискусија колку и тоа била реалистична проценка, бидејќи не може особено првичната застапеност да се оствари преку... Значи, ако се враќаме на кој прв почна? Добро, но еве, за она што е сега да ја слушнеме изјавата на министерот за информатичко општество Дамјан Манчевски, што ќе се случува со оние кои што нема да се согласат. И тука имаме една специфична ситуација. Ова е еден вид, буквално е пилот на како би се одвила работата и после функционалните анализи. Направивме анализа на овие луѓе, знаеме кои се точно, знаеме кој е нивната професионална наобразба и какво искуство имаат, знаеме кои се потребите на институциите, сега ги спојуваме потребата и оно што е од една страна, да кажам, вишок таму на вработени кои што немале работни задачи. Некаде нема да најдеме соодветна разбирање помеѓу луѓето со она, нема да им е прифатливо тоа што ќе им се нуди. И тогаш се применуваат законските одредби, каде што овие луѓе се ставаат на трансфер листа, не значи не се отпуштаат од работа, туку се ставаат на располагање на други институции, ќе се добиваат понуди како што добиваат и сите оние кои што доаѓаат на трансфер листата во јавната администрација. Прашање за двајцата, како го разбирате ова трансфер листа, доколку не им се допадне работното место кое што им е понудено, при тоа се нагласува, нормално нема да бидат отпуштени. Министерството за информатичко општество и администрација води трансфер листа на хоризонтална мобилност, така речено. Тоест, екс официо тоа го води. Претпоставувам дека министерот се однесува на таа листа. Меѓутоа, повторно се навраќам на веќе абсолвирано, ова се лица кои што не се распоредени на некое работно место, па да зборуваме за трансфер листа. Така да можеби и ова некое мего решение да ги внесеме некаде, да ги доинституционализираме. Она trickle down ефект. Така да барем ги става на повеќе, им дава некаков приоритет. Да таму каде што и ќе се појави потреба преку превземање да се најдат нови кадри, сосема ќе ве карикирам се, например, во управниот суд, во писарница, ако има потреба од нови вработени, да тие барем се институционализираат некаде за да може да почнат да градат некаква кариера. Затоа што во моментов тие се луѓе кои што една е штетата кон буџетот, така значи јавниот интерес, друга е штетата кон самите нив. Затоа што ако прифатиме дека сепак се вработени, тие не ги уживаат во целост правата од работен однос. Или тоа мора да го прифатиме како политичка заедница, или се незаконски тука, или ако ги озаконивме, тогаш мора да се гледаме дека тие не ги уживаат сите права од работен однос. А кадровски, ако гледаме, тотално непродуктивно да имате луѓе кои што не им давате нешто да произведуваат. Меѓутоа би се навратил уште еднаш само на уште едно веќе абсолвирано прашање. Една од причините зашто е толерирано да туку така бидат примани постојано, за жал, можеше да се направи таков политички
исчекор до 2004 година, 2005, 2006, едноставно речемо, во тој момент на 12.200 вработени лица со статус на државен службеник се примат уште 3.000 припадници на немнозинските заедници сите. Меѓутоа, она што е правено, статистиката тоа го следи низ годините по полека, така не изгледа. Меѓутоа, ќе беше задоволена, ако ништо друго, вештачки ќе беше задоволена квотата, еве, процентуално се застапени. Она што се вршеше, го викаме игра на нулта победник или игра на нерешено, zero sum game. Еден за нив, еден за нас. Два за нив, еден за нас. И статистиката постојано се усогласуваше. За жал. И затоа и процесот и се продолжи толку и добивме одредена инфлација на бројката на вработени на ниво на државна администрација. И докаде ќе оде сето тоа? Последните податоци повторно ги користам, податоците на Народниот правобранител вели 2017 година сме ја завршиле со 131.488 или бројот на вработени во јавниот сектор е зголемен за 1179 лица споредено со 2016 година. И сега, ако се вратиме на тоа на почетокот што го кажавте, тој природен одлив, прилив на пензионирање и ваму там, оваа бројка тогаш би растела постојано. Да не прекинеше целиот процес, да, меѓутоа видливо дека динамиката на нови вработувања е опадната. Што поради честите предвремени избори, што поради недостигот политички одлучувачи кои што би го завршиле процесот на вработување, така пржино 1, 2, 3, така натаму, така да динамиката на нови привања се не престана во целост, меѓутоа видливо е дека се намали. Сега, во таа статистика на Народниот правобранител прво треба да навлеземе внатрешно, за да можеме да ја оцениме, затоа што малку одстапува од годишниот извештај од регистарот на вработени во јавниот сектор што го бива Министерството за информатичка администрација. Претпоставам дека во таа цифра Народниот правобранител ги вклучува можеби лицата кои што се тука се прави дистинкција само со заедно и без вработени во одбрана. Има одредена статистика која што малку одстапува, треба да се навлезе внатре да видиме зошто така им одстапуваат, меѓутоа и тоа е кумулативно 1,3 нешто процент од вкупната бројка. Сена се и да се 130.000 со 12.200 именувани избраници, од кои што 1.040 директори, така натаму, повторно јавниот сектор е помал од 150.000 луѓе. А и со тоа е 21% од вкупната вработеност во Република Македонија. За тоа што тоа не го прави преголем јавниот сектор. Проблем е што сме сиромашна држава, проблем е што внатрешно е лошо структурирано, проблем е што вработувања ни требаат на ниво на даватели на јавна услуга во градинки, немаме дефектолози, немаме лекари и така натаму. Проблемот е што овие вработувања очигледно се вршени само таму каде што може најголема патронажа да оствари политички именувано избрано лице, односно во класичната државна администрација, а таму не се толку потребни. Резмен, кој е вашиот коментар во однос на овие обиди сега ќе пробајаме, па трансфер листа, па ќе се молиме. Тоа создава некако негативни реакции и во пошироката јавност, а и меѓу самите албанци кои што на крајот го сведуваат ова како политички инструмент, односно начин за вдомување на партиската војска. Тоа не знам, тоа е више перцепција, не би зборил за тоа треба да се докаже дали е, а дека е политички инструмент за постигање на правична застапеност, така и сватено, така и е реално. Пак го употреби зборот молење. Добро. И се обидувам да ги поедноставам, бидејќи велат доколку не се согласат, јас претпоставувам дека треба да има некаков систем, да, вашето образование одговара на тоа, вие од денеска работите овдека. Меѓутоа двајца министри се појавуваат и велат доколку не се согласат, ќе ги ставиме на листа, па ќе чекаме. И доколку од тие 1037 души со средно медицинско образование се пуштени во Завод за статистика, по некоја грешка можат веројатно да кажат слушајте, ова не е наше, па ќе се стават во трансфер листа без никаква намера да ги јустифицирам. Мене ме радува што 90% прифатиле, искрено да ви кажам, и ме израдува таа цифра. 10% ја колку знам според информациите, веројатно тоа што го објасни професорот трансфер листата е експертот од сферата, веројатно он ќе го потврди ова, ако е точно дека после второто одбивање тие добиваат отказ. Колку го слушнавме тоа од министерот и заменик премиерот Лика минатиот пат кога збореа. Значи ќе се обидат еднаш имаат право да одбијат, вториот пат немаат право да одбијат. Ако сум грешка се извинувам, ја така го слушнав се коригира тоа? Да.
Добро, веројатно нешто се збореше, но сепак збориме за 10% од колку, од 900 луѓе кои се распределили. 958 се согласиле, до 1600 имаме уште 600. Да, ама од 900 души 90 не се согласиле. Не се согласиле. Веројатно 90 се согласиле, 10 не се согласиле. Од овие 958, само 10% не се согласиле. Само 90 души не се согласиле. 600 се оние плюс кои што допрва треба да се најдат, па да се согласат, па да... Добро. Значи, се слагам дека можда беше преамбициозно, овој проблем не се решил неколку години, новите се обидува да го решат многу брзо. Се надевам дека ова е добар сигнал, 90% прифатени, слушнав некои информации и по медиуми, и по условно кулуари дека почнато е со распределбата. Се надевам дека тоа ќе функционира. Но ја пак би се навратил на тоа што се вика нивно неискуство условно нивно неискуство во целата ситуација и мислам дека нив ќе им треба голема помош и испомош и како сакате и тренинг и долга едукација за да може што побрзо да се вклучат во таа државна администрација и јавна администрација да помогнат во сервисот кон граѓаните. Туку одиме со кратка пауза за реклами, а потоа ќе ги слушнеме и вашите ставови и коментари на оваа тема. Многу најави ветувања, голем дел од вработените според рамковниот договор во јавната администрација и натаму не доаѓаат на распределените работни места. Може ли конечно да се реши овој проблем? Ги повикавме нашите гледачи да коментираат на страниците на социјалните мрежи на топ тема на ваша страна. Мирјана Налбандијан на Facebook потенцира дека вакви најави слушаме повеќе од цела деценија. Иван Георгиев па коментира: бранителите се на улица, а овие на плата. Гледачот Ненан Марковиќ напиша: во апелациониот суд предметите чекаат и по 2 години за одлучување. Ете добар почеток. Сами Бислими пак вели дека има решение. Избркајте ги тие вработени последните 10 години и ќе се најде место за рамковните, или тие не ги сметате за наши. Наталија Велковска на Facebook вели: ги распределија, ама не доаѓаат. Можат да бират дали сакаат или не сакаат, додат на тоа работно место што им се паднало. Маци Мила додаде: жалосно, реформи во јавната администрација за ефикасност и ефективност во јавниот сектор се само голи флоскули. Голема дискусија се разви на Твитер мрежата каде гледачите коментираат дека ако некој не се појави на работа, 3 дена поред му следува отказ. Зошто тогаш овој закон не се спроведува и кај рамковните вработувања? МТ персона на Твитер посочи: или нека земат да работат, или нека ги избркаат. Доста беше клати врата, земај плата, 11 и повеќе години. И Зенко возврати дека треба да се намали границата за пензионирање. Постарите во пензија, а помладите на нивно место. Ана Која Сања пишува дека државните службеници не можат сами да земат да работат, туку некој раководител треба да ги задолжи овласти или слично и да бара одговорност од нив. Дда вели: па 11 години одамна се поминати. Тие 3 дена рок за отказ одамна го имаат искористено. Плюс треба да ги вратат парите за последните 10 години. Гоца Јоновски додаде дека некој ги вработил без да има потреба од тоа работно место. Затвор за одговорното лице и враќање на парите. Ова беа дел од главните поенти на нашите гледачи споделени на социјалните мрежи. Повеќето од нив бараат законот да се спроведе на дело и да се најде трајно решение. А повеќето реакции не ги објавивме, бидејќи излегува надвор од рамките на пристоен речник на комуникација и оценка и така ќе биде и во едина со сите наши прашања. И за крај, ајде се чини дека ова е само една капка во морето од проблеми со кои што се соочува администрацијата во Македонија. Денеска повторување на една изјава на министерот Манчевски вели: системот на поставеност е руиниран, а во многу институции не ни постои систем и дека еден од проблемите заедно со кадровскиот, тоа е еден од проблемите, а вториот е квалитетот. Па да. Добро, мислам дека треба да завршат со констатации и треба да почне да констатираме дека каква не е државната администрација, каква е јавната администрација, колку е функционална и колку е професионална. Веројатно треба да се преземат први чекори, колку сум ја запознат, реков од почеток дека не сум стручњак во сферата, но постои веќе таа стратегија во Министерството за информатичко општество и јавна администрација дека треба да се извршат реформите во оваа сфера. Мислам дека во склопи на оваа тема што разговараме вечерот околу овие 1700 млади луѓе кои треба да влезат таму, веројатно ќе треба да се направат големи напори
и големи реформи за не можда за година-две, но за неколку години да постигнеме една ситуација, да достигнеме една ситуација каде што ќе имаме една јавна администрација која реално ќе биде професионална и во служба на граѓаните. Професоре, како низ ова море од проблеми до она што постојано се повторува? Стручна и ефикасна администрација, сервис на граѓаните. Прво би истакнал дека емпиријата, ако се согледа, ако се трне целосно политичкиот наратив, политичкиот жаргон, емпиријата кажува дека во Република Македонија има десетина исклучително добри институции кои што работат и ефикасно и се за пример, има десетина или 15 драматично лоши. Другите 1200 се медиокритети, просечни, не се истакнуваат во ништо, ниту се нешто посебно лоши, ниту нешто посебно добри. И сега ситуацијата е што најгласни се за жал таму каде што има најмногу драма, каде што се спектакуларните контроверзии направени за кои што се зборува. И вратете се наназад и по медиумите, направете пресклипинг, повеќе од 20 институции нема да преброите каде што има спектакуларна драма. Така да не би ја постојано оквалификувал цела администрација или цел јавен сектор како драматично лош или нешто. Ова конкретнава денешна тема е политички проблем кој што настана политички. Сега се обидуваме да му најдеме правна разрешница за некако да заврши. Не е рационален, но мора да заврши. Тоа е условно речено помалото зло. И нека го прифатиме како такво. Нема рацио тука. Што треба? Конзистентност. Администрацијата, односно било кој буџетар, пропратен со доволно политичка волја, може да истраи во услови на криза, во услови на просперитет. За жал тоа обезбедува и некреативни решенија и крајно абсурдни решенија да обстанат и да траат многу долго, токму затоа што се финансираат од буџет. Останува да бидеме покритични и како јавност, тука велам и стручната фела, и граѓанското општество, и граѓаните како такви да бидат покритични. Да не чекаме повторно да дојде потреба да се излегува на улица со нови шарени револуции, за да им кажуваме на тие кои што ги избравме, да во име на нас, условно речено, управуваат, да не дозволиме да станат комодни. Ви благодарам и на двајцата што вечера бевте мои гости. Почитувани, тоа беше се во вечерашното издание на Топ тема на ваша страна. Довидување.